кратката пауза се враќаме во студиото, продолжуваме со гостите онаму каде што застанавме. Знаете дека во овој дел од емисијата имаме фотографии кои што ни ги подготвија и кои што сакаме да ви ги прикажеме. Малку повеќе се работни во овој случај, сите она кое што тие го прават во својата кариера. Најпрво би сакале да ги погледнеме фотографиите на професорот Мирослав, доколку не се веќе подготвени. Една фотографија всушност, која што е од она што тој го има креирано далечната 95-та. Во моментов не можеме да ја погледнеме истата, ќе погледнеме едно видео кое што го имаме од Николче Мицевски. Ќе започнеме Николче со тебе. Веднаш потоа ќе се вратиме на сите она кое што пред малку го споменавме. Имаме и фотографии и видео од Николче. Ќе почнеме добро со фотографиите, потоа ќе го погледнеме видео. Добро. Ова е концертот во Филхармонија за кој зборувавме. Со Македонска филхармонија, под диригентската палка на маестро Сашо Татарчевски. Навистина еден преубав концерт, 15 македонски песни. Професорот Саша ќе ни биде и гостин, така да баш ме радува што го споменавме. Супер, може да го прашате како си помина. Така. Навистина беше задоволство да се музицира на сцена со толку многу музичари и со сите овие имиња. Така да се надевам дека ќе го повториме и со вториот дел. И уште подобро ќе биде. Секогаш мора да е подобро, да. Ова е дел од настапите со Next Time. Обично после концерт секогаш вака правиме една заедничка фотографија со публиката. Тука и Лозано е, ако добро гледам, малку светлото е директ. Не е Лозано. Најлево не е Лозано. Некоја друга. Најлево сум јас. Најлево, скрос лево. Најлево е јас, видиш, јас не гледам тука многу. Да, и црвено е малку од светло. Да, малце е црвено. Да, така ми заличи на Марио, тоа е Марио, да. Добро, Марио, се извинувам ако не гледам. Дел од бендот, значи. Да, добро. Одиме со следната фотографија. Ова е еден настап од минатата година во Public Room. Го свирев албумот Нова ера со малку поинаков звук, со малку поинаков состав, прилагоден за во Public Room и навистина. Да, помало место и таму. Еден прекрасен концерт и прекрасна публика дојде да ме бодри. Да. Имам и видео кое уште не е објавено. Да, зошто? треба да се измонтира. Се работи тоа некогаш. Да, и некогаш така ќе застанат некои материјали и да. Ама ќе им дојде време, кога треба ќе им дојде време. Кога тогаш ќе го објавиме. Ќе го објавиме, да. Добро. Одиме со следната. Еве ова е еден настап со Дамјан Пејчиновски, неговиот квинтет во Охрид. Инаку со Дамјан сега имаме на 21 јуни во Охрид, имаме концерт. Мислам дека е Ден на езерото, некоја манифестација. Одлично. И таму ќе промовираме дел од новиот материјал кој го работиме. Значи ако не води патот на кај Охрид, задолжително да дојдеме на концерт. 21 јуни ве чекаме таму, да. Верувам дека ќе има и други концерти со Дамјан. Минатата година имавме неколку настапи кои беа супер. Свириме познати македонски теми и песни и некои инструментални во наши аранжмани, се разбира. Снимивме и неколку видеа кои генерално вака по социјалните мрежи беа популарни и добро одлично поминуваа, точно се согласувам. И тоа една беше така спонтана во дворот кај него во Охрид. Да. Отсвиривме на позната тема од нашиот познат хармоникаш музичар Кочо Петровски. И навистина тоа стана, би рекол, вирално и доста добивме позитивни коментари. Реакции, да. Ова е од не знам од каде, од некаде, од некој концерт. Ова сум јас. Многу концерти, многу настапи, многу доживувања и верувам дека веќе не се ни. Обично си берам фотографии и си ги ставам во фолдер и ги организирам, порано не бев така организиран. Ова е, мислам дека од некој од концертите во Германија од последнава турнеја со Каролина. И само така можам да се сетам кога ќе го видам фолдерот дека е, не знам, сега во Хамбург или во Берлин и ќе се присетам. Инаку ако ги гледаш без насока, тогаш сите ти се исти. Ова е од Опера Хаус. Австралија на неколку наврати, така. Да, од Опера Хаус. Преубаво место, едно од моите омилени места кај што сум бил. 3 пати имав среќа да отидам. Ова е една прекрасна сала во Сиднеј.
ова е оперска сала, таква концертна, каде што има и оперски и симфониски концерти. Нешто како нашата филхармонија со плюс уште еден спрат. Имавме 2 концерти, еден по друг распродадени. Браво. Вистина беше еден прекрасен. Еве го Лозано тука. Само што сакав да кажам, ете го, знам дека го видов на некоја фотографија. Овие се близнаците Стефан и Мартин, кој не ги знае. Нема такви. Така. Имаме супер дружба, но вистина покрај тоа што сме соработници, сме блиски пријатели. Ова ни е екипата со која бевме во Германија сега со Каролина. Кафето е една од најважните работи во излегувањето и секогаш бараме добра кафетерија, било каква да е. Во Германија нема, можем слободно да кажам, модерни кафетерии како кај нас, него се тоа баш буквално некои мали продавнички кај што ќе си купиш кафе и ќе го пиеш негде надвор или по пат. Иако и Скопје се менува во Тана, во оваа насока. Се менува, ама сепак уште имаме кафичи, многу кафичи кои се големи и модерни, тоа таму се помалку го има. Ова е исто од некои од концертите во Австралија. Минатата турнеја бевме заедно со Владко Лозанов. Да. Концертите беа поделени на 2 дела, прво Владко па ние. Вистина, уживање. Стефан и Мартин, кој не ги знае. Уште една фотографија. Кој беше сега? Стефан беше последно? Или Стефан, заедно беа. Заедно. Да, тоа е ретко да се видиме, во Здраво Македонија инсистираме да бидат двајца. Ова е исто едно од концертите на стапите со Дамјан. Дамјан е наш еден од најпознатите гитаристи кој. Така. Ова е од Хамбург, тоест од Штутгарт. Ова е Славчо. Не знам дали знаете, верувам дека го знаат, повеќето дизајнерот за Мерцедес кој работи, кој неколку модели има направено со негов дизајн. Ако имате информација кога е во Скопје, ќе ни биде чест да го имаме. Да, ќе ви кажам, сме во контакт и со Стефан Мартин е доста близок пријател. И ова е музеот на Мерцедес и ни беше домаќин, да кажам, имавме една прекрасна Инглштат или грешам? Дружба. Како? Во Инглштат е во Германија или грешам? Во Штутгарт. Штутгарт споменавте. И прекрасен човек, млад човек кој е птен амбициозен и навистина постигнал многу. Да имаш 5-6 модели веќе на Мерцедес и тоа оние ултра модерни и скапи и навистина е задоволство. Дури еден од неговите дизајни вози. Викам каква е чувството да возиш кола која нешто што ти си го креирал. Па добро, вика се навикнуваш и тоа ти е нормално веќе после некој период, али навистина успешен човек. Да, и сега Николче рековме нема да те тираме да носиш некој инструмент, нема да те мачиме, но затоа може да погледнеме некој видео. Клавирот иначе ќе го донесем. Може да погледнеме некој едно од видеата кои што ги подготвивме. Ајде, ова е Нова ера. Нова ера, албумот ова е првиот концерт, фактички промотивниот концерт од албумот. Петка, затоа што е пето Петка, така да. Специфично. На сцената нови концерти имам секогаш придружба од 50-60 музичари и хористи. Некако покомотно се чувствувам кога имам многу луѓе, али навистина има преубава енергија од секој кој е на сцена. Задоволство е да се работи и со толку луѓе и за толку луѓе. На секој треба да му спремиш, да му напишеш и да го музицираме сето тоа и навистина не само концертот како концерт, него и процесот на припрема, на проби, на дружби е навистина уживање и чувството на сцена нормално е. Секогаш неверојатно. Некогаш поминува дел и не го памтиш, затоа што мислиш на многу работи, мислиш на публика, мислиш на музика поминало. Ама вака после концерт кога ќе си направиш една ретроспектива и кога ќе се присетиш. Да. Или некој видео кога ќе погледнеш, да. Жеш гледал овој момент тотално сум го заборил. Па си пропуштил многу моменти. Затоа што не можеш се да гледаш. Така е. Не може на се да се фокусираш. Ајде, следните концерти, вака сите заедно. Може, ета. Еви професорот ќе го јавно мотивираме да дојде. Ќе го пуштиме на концерт, така. Одлично, Николче, многу ти благодарам за сите материјали кои што ги подготви за публиката на Здраво Македонија. За задоволство. Да, ние ќе продолжиме со фотографиите на Ивана, доколку се подготвени.
малку повеќе да видиме што прави хуманитарното здружение Мајка од Куманово. Ова е првата фотографија од последниот мрежен состанок. Вака изгледаат собрани заедно представничките на женските кружоци од 8 рурални заедници во кои што работиме во општина Куманово. На ваквите состаноци најчесто дискутираме, си славиме за нашите успеси, дискутираме за оние потешкоти и пречки што сме ги имале, како и исподелуваме и позитивни приказни и насоки како да бидеме уште поуспешни, што може да искористиме, што да примениме во која ситуација. Ова се нашите дами, навистина имаме прекрасна соработка со сите. Сериозна бројка. Да. Браво. А ова беше првиот состанок. Тука почнавме. Првиот состанок, првото женско движење и тука веќе се гледа дека сме во рурална средина пред вратите на едно училиште, бидејќи во руралните средини за жал жените немаат простор каде да се собираат, каде да се социализираат и да делуваат, но се надеваме дека тоа ќе се смени. Вака изгледа работа на терен. Две жени носат жица. Ова е еден од многу интересни настани. Ова е мостот на реката Пчиња, во селото Пчиња, кој што, како што може да видите од една страна, мостот не беше доволно обезбеден, а тука минуваат децата за да стасат до своето основно училиште. За жал имало случај да и дете падне од мостот, па иницијатива на жените беше да најдеме начин како овој проблем да го решиме. Институциите имаат други процедури, па најлесно нешто за кое што добивме дозвола е да купиме мрежа, да го изфарбаме и да ја поставиме мрежата. Мостот е околу 40 на метри, а ние имавме само 10.000 денари. Вака изгледаше мостот пред и по завршената работна акција. Ако сакаш да завршиш работа, ангажирај жена. Ако сакаш за работата да се слушна, ангажирај маж. Да, еве како работи заедницата. Во исто време долу надлежното предпријатие го чистеше коритото на реката, така да беше комплетна работна акција. Се фарбаше, се чистеше, се врзуваше мрежа и мостот беше обезбеден со многу малку финанси. Ова е историски момент, според мене. Ова е првото влегување на организирано влегување на група представнички од женските кружоци во општината, каде што директно се даде придонес за креирање на локални политики. Тука се застапуваше и ова беше момент на кој што јас посебно сум горда. И за сите тие жени тоа беше прво одење во општина. Нашите кружоци имаат и подмладок. Ова е Милица, една од нашите млади активистки, која што тука подготвува застапувачка акција, се спрема. Просторијата пак е во училиште, бидејќи немаме каде да одиме, а специфично за нас е тоа што сме на терен, секогаш во самата заедница. Така да. Вака изгледа кога прв пат жените ќе го земат буџетот на општината. Најголем дел од нив и од нас генерално не знаеме ниту каде да го најдеме, ниту пак имаме ресурси. А на ова работилница, на вакви работилници го гледаме, се учиме како да го толкуваме и каде да најдеме што пишува за нашата заедница, што ни е на нас од интерес. Па понатаму правиме акцијски планови како да делуваме. Да. Имаме уште нешто? Ова е мојата драга колешка Вероника, која што тука подготвува застапувачка акција. Се приоритизираат проблемите и потоа се бараат канали на комуникација и се оди кон локално застапување за подобрување на условите за живот во нашата заедница. Ова е тимот на ХЗ Мајка. Тука се нашите членки и основачки, работниот тим и дел од нашите поддржувачи. Сите сме жени, сите сме сложени, сите сплотено и заедно работиме и навистина сум горда што сум дел од овој тим. Ова е на 33 години постојање ХЗ Мајка. Уште една приказна каде се собираме. Ова е руралната заедница Тромеја, бидејќи немаме простор, не ни дозволија во училиштето да одиме, моравме ете вака на отворено во еден летниковец. Ама кога има интерес, ништо не постои пречка што може да не спречи. Се разбира. Било да е дожд, било да е сонце, секогаш наоѓаме начин како да се здружиме.
Ова е уште една локална заедница. Тука веќе почнуваме со развивање на филантропски акции. Учиме како се спроведува филантропија и кои се бенефитите за целата заедница. Добро. И еве работа на терен, лист хартија, подготовка, кој како што ќе работи, каде ќе се сработи со временска рамка и се вака изгледа една работна група. Да, тоа беше и последната фотографија. Има на секој честно вистина за целиот тим за сето она кое што го прави. Посакувам уште многу успешни проекти. Благодарам. Да продолжиме со сето она кое што ни го подготвивте вие. Да погледнеме за што се работи, професоре. Слободно коментирајте го, она за кое што и на самиот почеток го зборувавме. Ова се оригиналните скици за знамето од периодот кога веќе е усвоен и мотивот и кога успеав да го стилизирам и мотивот дизајнерски во тој формат. Овие цртежи се разликуваат од она што е потоа донесено, усвоено во парламентот, затоа што јас се трудев да обезбедам една пропорциска веродостојност, внатрешна конзистенција на знамето, втерувајќи го во така наречениот златен клуч. Тоа е историска, денес само бегло позната, приказна за главната алатка со која што поранешните зидари, мајстори, архитекти, но и сите уметници работеле да го пропорционираат. Ова е финалното решение што го гледаме? Да. Ова е решението, како што гледате, тоа е во формат кој што е апроксимативно 10 на 16. Тоа е тој однос 1,6, кој што практично е една аритметична апроксимација на тој магичен златен пресек, златен клуч, кој што има вредност, бројчана вредност 1,618 и потоа бескрајен број на децимали во кои што нема периода. Се нарекува ирационален клуч. Интересното и во изборот е дека всушност ова е во дизајнот, значи геометриски, математички и визуелно она што во музиката е петосмински такт. Добра метафора и споредба. Премногу е очигледно, знаете, 1,6 е 10 на 16. Да. На 2, која ќе го сведете на неделивост, тоа е 5 на 8. Да. Вистинскиот израз за златниот пресек е 1 плюс минус корен од 5 врз 2. Меѓутоа, таа приказна ништо не е значи на луѓето. Кога го гледаат тој формат и ова знаме, има многу повеќе динамика од ова што е нашето званично е донесено и усвоено во 1:2 формат. Тоа е октава, многу постатичен, многу по, како да речем, да не се изразам досаден, меѓутоа статичен беше доволно пристојно. Клуч, било да е музички или графички клуч, и еден детал кој што е во самиот свој развој премногу комплициран за да зборам за него, меѓутоа премногу очигледен и видлив. Ова стилизација на сонцето се нарекува сонце со радијално ширечки зраци. За неа суштински е
дека зраците тргнуваат нели од натрешноста на сонцето, како што е тоа и во природата, и дека се шират непрекидно од сончаниот диск. Меѓутоа, кога јас го предадов дизајнот, дојде до политички преговори, имаше неверојатна приказна, јас му го предадов дизајнот на председателот Киро Григоров. Непосредно пред атентатот што се изврши врз него. И заради тоа донесувањето требаше да биде следниот ден. Се одложи за месец дена и дури после месец дена дојде председателот не беше присутен, меѓутоа тие патерички групи у тоа време немаше вистинска опозиција, туку во рамките на тоа што беше мнозинство, а мнозинство беа сите, се поделија внатре некакви групи и дојде до фино некакво ценкање, на кое што јас нормално не бев присутен. И утрото се појави знаме со одвоен и тоа Одвоен простор. Да. одвоени зраци од дискот. Што беше интервенција која и ден денес се гледа дека е интервенција, пошто се овие пресечени со прстен. Овој оригинален дизајн е и опишан во текстот на законот. Таму нема дека се во законот за знаме нема дека се одвоени. Значи ова е грешка која што Се аплицира и се аплицира. Каде и да сакате да купите македонско знаме. Упорно. Да. Да. И таа грешка која што се појави само во тој еден примерок, а не е нормирана, не е обврзна, на неа ние се држиме сите овие 30 години како да е таа суштина. Значи, имаме чуден инстинкт да се закачиме за грешката, дека таа е носител на идентитетот. Колку ова символизира дека сме одвоени и разединети во се што треба да значи обединување, професоре? Па тој што го правел, знаете, сега за некој што е многу трапав, збориме дека има две леви раце, овој веројатно имал две леви очи или како, не знам. Често пати знаеме да го сгрешиме знамето на некој кој што ни гостува во Македонија. Често пати знаеме да направиме некој... Не, нашето никој не го греши, пошто е За сега. единствено. исклучително препознатливо. И како што сега зборувавме во паузата со Никола, многу е попопуларно надвор отколку во Македонија. И тоа е многу посериозна, како да речам, темна страна, отколку што е оваа недизајнерска, практично политичка, аматерска или може најдобро да се рече дилетантска интервенција. Била политичка, затоа што некој во тој момент сакал да се издвои, да заличе ова на претходното, каде што дискот е слободен. Ова е моја реконструкција на тие сиромашни, скудоумни мотиви. Како и да е, трагичното е што ние одгледавме дуалност, еден вид на национална идентитетска шизофренија, подвоеност на личност, со одгледување на две знамиња во пракса и во самото решение, без да има за тоа некаква пречка, упорно не го поправаме, односно не ги спојуваме зраците со дискот. Јас се надевам дека конечно ќе се обединиме за да останеме и обстоиме како единствена татковина Македонија, каде што убавината на музиката, на семејството, на за кое што денеска разговаравме, и натаму ќе ги гаеме кон младите. Па вака речи си пред самиот крај, што би им препорачале на сите како професор од еден универзитет каде се уште се негува она што ваша беше професија низ години, на сите оние кои што
ќе создадат нешто како што е белегот кој што вие го оставивте, а тоа е македонското знаме? Гледайте, најважна работа е да ги поставувате целите што е повисоко можно. И иако на тој начин кога нели таа летвичката за прескок која ја поставувате погоре, изгледа дека се одвојувате од стварноста, а практично колку е таа повисоко, колку се нашите критериуми повисоко ставени, колку не се ограничени, омеѓени од локалното, значи омеѓени зборови. Толку сме подобро вкоренети во локалното. Да. Толку сме поквалитетни, толку сме подобри и поврзани за нашето едемско, локално, национално, за самата суштина на нашиот идентитет. Гледајки, чувајки го идентитетот на плиток начин, на приземен начин, или традицијата, уствари ја уништуваме. Само доколку сакаме да ја подигнеме високо кон звездите, ние ја одржуваме жива и го одржуваме и нашиот вистински идентитет. Квалитетот на нашата идентификација ја одржуваме на вистински начин. Николче, Ивана, ваш коментари ете за крај, идентитетот ете како го одржуваме со убава македонска музика и со гајање на истата. Така, тоа го сметам и за задача и за одговорност и еве јас ќе продолжам секогаш да ја негувам, да ја популаризирам, одржувам таа македонска музика и фолклор и апел до сите да се сакаме татковината, да се почитуваме, да се почитуваме се она што има нашата татковина, да бидеме одговорни спрема неа и секој да тргне од себе и да даде нешто позитивно за да бидеме подобро општество, се разбира. Да. Ивано, последна мисла за крај, за денешното издание на Здраво Македонија. Идентитетот секако е важен, како што кажа мојот соговорник. Тоа е она што го носиме со себе, да бидеме оние кои што сме, но и да дадеме свој допринос за нашата околина, за нашата средина и за целата наша земја. Да. Тука некаде ќе го заокружиме нашето денешно дружење. Се надам дека ви беше пријатно, дека испративме силни пораки и дека и повторно ќе ни дојдете во Здраво Македонија. Толку брзо помина? Брзо помина, побрзо од што мислевте?